Електрификацијата се шири како шумски пожар, но сосема добро се држат и возилата со мотори на внатрешно согорување. Оваа констатација доаѓа од светот на луксузните блиндирани возила, како и повеќето пазари каде фосилните горива се незаменливи. Еден од таквите примери го имаме со денешниот тест. Патот од анонимност до лидер на пазарот, Dacia Duster го изаде за 11 години и има намера таму да остане. Срдечно добре дојде во нашето ново издание. За кратко време едно по друго пристигнаа неколку вести поврзани со Женевскиот салон на автомобилите. Првата беше оптимистичка и ни ја пласираше организаторот кој го потврди одржувањето на манифестацијата во февруари идната 2022 година, но проследена со песимистичките бројки за преполовен интерес на изложувачите и 3 пати помал простор, таа не делуваше докрај убедливо. За тој впечаток придонесоа и швајцарските власти кои, иако уште многу работи ќе се сменат, сепак на сила ги држат антипандемиските мерки со кои се ограничува бројот на посетители на вакви настани. Темните облаци над салонот дополнително ги замрачи и информацијата дека Stellantis исто како и во Минхен нема да настапи, за веднаш потоа да стигне уште едно соопштение од организаторот, овој пат со горчлив вкус. Веста беше кратка. Во Женева нема да патуваме ниту идната година. Како причини беа наведени веќе слушнатите ковид оправдувања, иако реално тешко е да се поверува дека само тоа е во прашање. Исто така, никој веќе не верува ни во ветувањата дека овој салон ќе се врати во 2023 година со истиот дури и поголем гламур отколку што го имаше. Она што сите го мислат, но засега не го кажуваат гласно е дека Женева дефинитивно заминува во историјата. Навистина штета, бидејќи беше салон на кој секогаш се чувствувавме пријатно и на кој рамноправно со големите можевме да видиме и бројни мали изложувачи кои не демонстрираа храбри идеи за иднината. Нам сега ни останува само да се запрашаме дали Женева ќе биде единствената жртва на новиот пост-ковид светски поредок. Се поголем е бројот на новоформирани компании кои се обидуваат на светот да му понудат своји технички решенија спакувани во електричен автомобил. Таков е и израелскиот City Transformer, чии креатори го имаат опремено со технологија за активно прилагодување на широчината. Идејата за ова ја добиле од истражувањата кои покажале дека 85% од луѓето ги употребуваат автомобилите низ град. Тогаш за максимална агилност, City Transformer е широк 1 метар и може да се паркира на место колку за моторцикл. За полесно излегување на двајцата патници кои седат еден за друг, вратите се отвораат нагоре. Но кога тие ќе посакаат малку поголема возбуда, тркалата се излекуваат од каросеријата за по 20 см, подобрувајќи ги стабилноста и безбедноста при побрзо возење. Електромоторот од 20 конски сили ќе дозволи само 90 км на час, а батериите ќе му овозможат поминување на 180 км со едно полнење. Потврдувајќи ги плановите за котирање на акциите на стокхолмската берза, Volvo го поддржа тоа со веста дека започнало производството на вториот електричен модел. Од порано знаевме дека се работи за C40 Recharge, кој е купе изведба на кросоверот XC40. Затоа и ќе се произведуваат заедно во фабриката во Белгија, а ќе се дели и погонската група. Таа е составена од 2 електромотора со 400
вградени 8 конјски сили и батерии кои му овозможуваат автономија од 420 километри. Скоро идентична и содржината на внатрешноста за која од Volvo се пофалија дека доаѓа со еден од најдобрите инфозабавни системи на пазарот, заеднички развијан со Google. Она, пошто ќе се разликува, е што C40 Recharge ќе биде првиот модел на марката кој нема да се опремува со кожа, а ќе биде зголемена и содржината на делови направени од рециклирани материјали. Што се однесува до излегувањето на берзата, швеѓаните очекуваат да соберат 2,5 милијарди евра, кои ќе им помогнат до 2025 година скоро двојно да ја зголемат продажбата на 1,2 милиони возила. Најголем акционер секако ќе остане кинескиот Гили. Metropolis, broj 1 radio mreža. Jednostavno, do nov automobil. Со Шпарка се лизинг. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги одсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Иднината припаѓа на електричниот погон, но уште не е јасно која е иднината на батериите. Додека тоа не се расчисти, повеќето марки се определија за батериите. Таков е случајот со првата адекватна Купра, наречена по боемскиот кварт на Барселона. Борн ќе се произведува во Цвикау, додека од Аризона доаѓа веста за првиот серијски електричен пикап потпишан од Lucid Air. Иднината започна да се остварува. За прв пат возилата со ниски емисии, во кои спаѓаат електричните и плагин хибридите, се продадоа во поголем број од дизелите. Тоа го покажуваат резултатите на продажбата на нови возила што ги објави угледната аналитичка куќа J2 Dynamics. Според нив во Европа во август се продадени 152.000 електрифицирани возила кои остварија пазарно учество од 21%. Истовремено, докупувачите стигнаа за 10.000 помалку дизели кои зафатија пазарен удел од 20%. Со тоа дефинитивно се става крај на една и означува почеток на нова ера во историјата на автомобилите. Тоа го потврдува и споредбата на продажбата на електрифицираните возила од јануари годинава досега, која во однос на истиот период лани е зголемена за повеќе од 8 пати.
Овие трендови ја сменија и сликата на листата на најпродаваните возила, на чиј врв во август место деценискиот владател Голф се најде Dacia Sandero. Како причина може да се смета и тоа дека најпродаван електричен модел е Volkswagen ID3, додека пак меѓу плагин возилата најмногу купувачи освои Ford Kuga. Со задоцнување за достанатите марки во групата, Seat ја започна масовната електрификација на својата гама. Честа да биде прв шпанците ја доделија на Cupra Born, чие производство веќе е започнато. Поставен е на заедничката платформа на која е и продажниот европски хит ID3 и заедно со него ќе излегува од погоните од фабриката на Volkswagen во Цвикау. Cupra Born ќе ја започне својата кариера со еден електромотор со 204 конски сили сместен назад и пакет батерии од 58 киловат-часа. Набргу ќе следат верзиите со 150 и 231 конска сила, а се споменува и моќната изведба со два електромотора и околу 300 коњи. Во фабриката во Цвикау, која има капацитет за 330.000 автомобили годишно, во моментов се произведуваат уште и Volkswagen ID4 и Audi Q4 e-tron. Пет години откако беше најавен, првиот модел на Lucid Motor започна да се произведува во фабриката во Аризона. Во неа компанијата досега вложи $1,000,000 саудиски пари и кога ќе биде комплетирана ќе има капацитет за 400.000 возила годишно. Lucid Air во своето сериско издание беше представен пред точно една година. Тогаш го привлече вниманието на јавноста со својата автономија од 520 милји, односно 840 километри со едно полнење на батериите, што е највисока вредност во светот на електричните автомобили. Планирани се повеќе верзии на овој луксузен седан од 5 метри должина. Првата која започна да се произведува има 800 конски сили, ке следат основната со еден или два електромотора со 480 односно 620 коњи, а на врвот ке се најде перформансната верзија со преку 1100 конски сили. Во незините спецификации е наведено дека до 96 км на час ќе забрза за 2,5 секунди и дека ќе постигнува максимални 270 км на час. Цените на овој модел се движат помеѓу 77,5 и $169,000, а досега се примени 13,000 нарачки. Новиот S680 Guard 4 Matic е кулминација на 9-децениското искуство во служење и заштита. Државници и бизнис лидери се најчестите клиенти на блиндираната S-класа. Дискрецијата во која работи огранокот на Мерцедес за цивилно заштитени возила е голема, така што не може точно да се знаат деталите за секој клиент од безбедносни причини. Од Баден-Баден порачуваат дека новата S680 Guard 4 Matic нуди највисоко ниво на заштита, гарантирајќи дека патниците се заштитени по највисоките балистички стандарди во класата VR10. Тоа значи дека не постои позаштитено возило за цивилна употреба. Покрај целосната имуност кон сите типови муниција, дури и панцирна, кабината заштитнички е настроена и при напади со експлозивни средства. Повторно, од разбирливи причини не се соопштуваат детали за масивноста на експлозивната направа. Не се пропушта да се напомене дека со систем на вентили се преусмерува силата на експлозијата, па патниците нема да страдаат од притисокот што се произведува при експлозијата, така наречениот ударен бран.
Покрај дистрибуцијата на силата на сите тркала, управувањето има дополнителни адути при несакани ситуации, како што доликува на намената S680 Guard 4 го движи круната на сите мотори произведени во Штутгарт. V12 битурбо со 612 коњи и мамутски 830 Нм обезбедува одлични перформанси, а своите услуги ги задоволува со декларирани 19,5 литри супер на 100 километри. Поради големата тежина, крајната брзина електронски ограничена на 190 км на час. Интериерот е скроен за врвно искуство во кабината. Покрај кроткиот луксус се потенцира инфозабавниот систем на задните седишта, подредени за VIP третман. Прилагодливи се во 16 точки, загревани и ладени со функција на масажа, даваат ултимативно искуство во патувањето. Во каталогот наведени се уште 80 ставки за персонализација на внатрешноста, која може значително да ја крене основната цена од 457.100 евра без данок. На некој им се допаѓало тоа или не, оваквите возила се неопходни насекаде во секоја држава, па и кај нас. Особено, безбедносните протоколи при посета на светски лидери и високо рангирани странски посетители налагаат за превоз да се користат возила со исклучиво високо ниво на балистичка заштита. Тоа не е од чалам, туку од потреба. BMW сака да го одржи приклучокот кон еколошките параметри, но не се откажува од дизелите. Со новата генерација на серија 2 Active Tourer воведени се приклучните хибриди и задржани се трицилиндерските мотори. Citroen пак со цилиндерски мотори ќе се наметнува во Индија и Бразил, за чии пазари подготви верзија на популарниот C3. Многумина му предвидуваа краток живот, но единствениот моноволуменец на BMW стигна до втората генерација. Имаше задача да го воведе предниот погон во гамата на баварскиот производител, но тој се вовлече под кожата на купувачите и ги собра скоро половина милион. Затоа и BMW го награди со горд изглед представен со големите бубрези какви што имаат серијата 4 и електричниот iX. Деталната еволуција на дизајнот на Active Tourer верзијата на серијата 2 ги опфаќа и потенгите светла, поспуштеното ветробранско стакло и во помал обем силуетата која доби за нијанса по елегантни линии. Задниот дел визуелно исчистен на внатрешноста, целосно дигитализирана и практично без рачка на менувачот. Функционалноста и понатаму остана во прв план, па така задната клупа е поставена на шини за прилагодување на големината на багажникот, а многуте прегради ги прават патувањата порелаксирани. Затоа ќе се грижи и богатата опременост која вклучува се што може да се очекува, од инфозабавен систем со бројни конективни можности до цел список безбедносни асистенти. Зголемени се малку и сите димензии, но меѓускиното растојание остана исто. Active Tourer верзијата на серијата 2 на почетокот на продажбата, закажан за февруари, ќе доаѓа во класична палета агрегати. Стартот е со 1,5 литарскиот трицилиндричен агрегат со 136 и неговата посилна верзија со 156 конски сили. Нив дволитарскиот бензинец ги испорачува 204, додека единствениот дизел ги има 150 на број. За сите е предвиден 7-степен автоматски менувач кој во посилните верзии со интегриран електромотор кој им додава уште 14 коњи. Понудата наредната година ќе биде засилена со две плагин верзии со 245 и 326 конски сили, кои ќе имаат електрична автономија со солидни 80 км. Производство и понатаму ќе биде во Лајпциг, а цените засега не се познати.
Со C3 специјално развиен за потребите на новите пазари, Citroen се впушти во Индија и во исто време го зајакнува своето присуство во Јужна Америка. Целта на марката е да ја зацврсти својата идна позиција за што е потребен поголем меѓународен настап. Плановите за глобалното проширување на францускиот производител започнуваат со новиот C3, кој беше дизајниран од тимовите во двата региони за кои е наменет. Тие му дадоа кросоверски изглед кој во основа се разликува од европската верзија. Мислено и на робусноста, заради што глобалниот C3 има поголемо растојание од подлогата за полесно справување со тамошната лоша патна инфраструктура. Кај индиската верзија подвозјето е заштитено со специјални панели напред и назад, а моделот за Јужна Америка е прилагоден на особено високите рабници. Моторната понуда која не е објавена ќе биде составена од локално достапните агрегати, бидејќи овој C3 ќе се произведува во Бразил и во Индија. Продажбата ќе му започне на почетокот на следната година и се очекува да постигне пазарен удел од околу 25%, што е многу амбициозно. Citroen има планови на новите пазари до 2024 година да лансира уште 3 наменски модели. Дочекана со скептицизам пред 2 децении, Шкода Суперб денес е една од најпосекуваните лимузини во својата класа. Чесите знаеа дека уште кога се појави дека незината приказна ќе биде успешна, но тоа не го докажаа со првата генерација. Премногу оддалечена од Passat за да не му конкурира, незината задача беше само да ја трасира патеката по која ќе продолжат наредните генерации, а втората во 2008-та и третата во 2015-та. Заеднички за сите им се широкоградиот простор, мноштвото паметни решенија во внатрешноста и релативно прифатливата цена. Го позајми името од престижната лимузина од 1934 година, која ќе остане запаметена во историјата како прв модел на чешкиот производител со погон на сите тркала и V8 мотор. Новата генерација нема толкав агрегат, но затоа има плагин погонска група. После 20 години присуство на пазарот, сега Шкода Суперб е успешен модел кој ги расипува плановите на конкуренцијата, доаѓала таа од сопствените или од тугите редови сеедно. Така и ќе остане и во четвртата современа генерација која се подготвува за 2023 година. Кога беше представен кросоверот Duster во 2010 година, никој не се осмелуваше да даде јасна прогноза за продажбата. 11 лета подоцна зборуваме за освежување на најдобро продаваниот кросовер во класата во последните 2 години. Применетата формула очигледно пали кај купувачите. Доказ за тоа е пласманот на 77 пазари и за малку 2 милиони продадени примероци. Никој не се надеваше таков успех да доживее модел што доаѓа од подножјето на Карпатите. Ние се соочивме со него во сите сценарија на возење и во повеќето изведби. Следува нашиот рапорт. Теренскиот изглед 4,3 метри долгата каросерија го оправдува со мускулозната форма и издигнатоста над подлогата. Светлосните групи добија нова графика со LED светла распоредени во форма на буквата Y. Ново дизајнираниот спойлер на покривот заедно со 16 и 17 инчните тркала од лесна легура ја зголемуваат аеродинамиката. Па што е рестилизирано во Duster? На прв поглед не многу. Осем споменатите графички освежувања на светлата, на надворешноста може да се забележат ново дизајнираните тркала.
Внатрешноста доби подобрен текстилен исказ, модифицирани потпирачи за глава и нова централна конзола со лизгачки потпирачи за раце. Дека ова е последното освежување пред да настапи третата генерација покажува несменетата позиција на екранот. Таа е ниска и доколку сакате јасно да ги следите податоците, го одлекувате погледот од патот. Престојот во кабината е пријатен со јасна слика што се случува околу возилото. Високата позиција на седење и едноставноста на ергономијата даваат предност во секојдневна експлоатација. Го започна возењето со прагматичната би-фјул изведба. Трицилиндерскиот турбобензинец испорачува 100 коњи. Неговата предност е можноста да користи плин или бензин како гориво. Опремен е со резервоари со вкупен капацитет од 90 литри, што гарантира автономија до 1235 километри. Она што би го издвоил е смиреното работење на моторот без оглед дали го возите на бензин или плин. Од него не се очекува перформанса ниту пак експлозивност, но во секој случај може да се смета на неговата еластичност и штедливост. Во ниту еден момент не почувствував дека се гуши, а без многу поговор прифаќа работа по тортура. Главната намена на оваа верзија е да биде економична и еколошка, бидејќи Duster нема електрична поддршка. Се уште се нуди погон на сите тркала во својата дизел и најсилната бензинска верзија. Вториот дел од возењето на Dacia Duster се случува на импровизиран терен. Ова не е вистински теренец, но сепак во својата изведба со 4x4 погон има добри возни карактеристики. Па да видиме што може Duster да пружи на овој импровизиран, но терен кој ќе го донесе до лимити на неговите технички можности. Каросеријата стоички се однесува на нерамнини, сосема суверена е при торзиони оптеретувања, а поради измените на предните и задните браници сега има зголемен приоден агол и возливост при страничен нагиб до 21 степен. Осем добрите механички подесувања за терен, верзијата со 1,3 литрениот 4-цилиндерски турбобензинец нуди високо ниво на комфор во возењето на асфалт. Впрегнат со 6 степен мануелен менувач ја пренесува силата од 150 коњи само на предните тркала. Истата основа е употребена кај послабиот бензинец со 130 коњи, кому му е одземен погонот на сите тркала, но додадена е автоматика со двојна спојка. Освежениот амбиент дава добро чувство при престојот во внатрешноста. Рационалната опременост не прави компромис при конективните технологии, овозможувајќи лесно поврзување и користење на апликациите. Вградената навигација добро функционира, понудените опции за моторизација сосема прифатливи. Не смее да се изостави просторноста на кабината. Во неа може комотно да се сместат 4 возрастни лица и нивниот багаж. Згора на тоа цената останува во рамките на очекувањата. Ова не е перфектен кросовер, како и повеќето модели во класата, поради зголеменото растојание од тлото, изразени се навалувања на каросеријата при енергично возење низ свиоци. Положбата на екранот не е најдобра, дискутабилна е и звучната изолација, но сите замерки се во рамките на толеранцијата. Изреката дека ефтиното два пати се купува може би важи за белата техника, мебел или електроника, но дефинитивно не за Duster. Во неговиот случај би рекол дека ефтиното дебело се исплати. Следната година пристигнува новото лого на маската, па може би надворешноста ќе биде поприфатлива за пробирливата клиентела. Токму таквите најмногу замеруваат на тврдите пластики во внатрешноста. Рационалните поминуваат преку тоа, бидејќи при возењето активни се бројни асистенти за активна и пасивна заштита. Конективноста е добра, додека возните својства, изборот на мотори и добро одмерената цена се пресудни фактори. Токму тие ја проширија карпатската прашина низ 77 пазари. Тоа беше се што подготвивме за денеска. Се гледаме за 7 дена. До гледање.